Здраво, ова е 234-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Вортекс на Гаспар Ное, во кој станува збор за последните денови од заедничкиот живот на брачниот пар, во кој Ел, глумена од Франсуаз Лебрун, има деменција, а незиниот сопруг Луи, глумен од Дарио Ардженто, се обидува да ја даде потребната нега, но и самиот нема да може да биде константно околу неа и да се грижи за незините непремислени одлуки, кои може да бидат фатални за неа, занемарувајќи го сопственото здравје. Двајца пензионери споделуваат интима, самотија и љубов. Францускиот филмски великан Гаспар Ное неретко е обвинет од љубоморните колеги и сезнаните критичари за екзибиционизам и радикализам, оквалификувајќи го како шокантен режисер, чија што аудиовизуелна провокација не им е по нивен мерак. Неговиот најнов филм има намера да им ги затвори устите на незнајковците и при тоа, попатно, да им всади болка во срцата. Имено Вортекс е едно нежно, сентиментално и грижливо доловување на одвратната болест, деменција, во која детерира мозокот пред срцето, создавајќи од луѓето подвижни зомбија на кои помешани им се спомените, оддалечени се од реалноста и не се во дослух со сопствениот идентитет, заболувајќи ја душата и останувајќи подвижно тело кое механички и безцелно се придвижува од една просторија во друга. Иако Вортекс започнува со двоплан на протагонистите Луи и Ел во сингуларен кадар, откако ќе се разбуди Ел и се отклони свеста и сеќавањето од неа, Ноe го употребува механизмот на поделениот екран за со помош на филмскиот јазик да го прикаже јазот кој што постои помеѓу ликовите, кои малтене живеат сами во две засебни реалности, иако технички физички се една до друга. Иако умеат да се пресретнат во кадрите, никогаш повеќе нема да се обедини стереоскопијата во единечен кадар, па гледачот е должен да ги следи одвоени нивните животни патила низ Шантела Кермановата рутина, која создава мачнина, не баре наблюдуваме ликови на кои смртта им ги одбројала дните и ја остри косата за да ги жнее, демнејќи ги во нивниот дом, во кој што камерата прелетува од надворешноста. Ова употреба на камерата за сценично демнење на ликовите во домовите ми е аналогна со протокот на време и обстојувањето на духот помеѓу зидовите во прекрасниот A Ghost Story на Дейвид Лоури. Луи има поголема контрола на впрегнување на сопствените мисли, што значи дека и постојано мора да ја надгледува неговата сопруга, каде оди и што прави, затоа што не сакајќи може да го загрози незиниот живот и животот на останатите. Тој е темпераментен италијански режисер кој што од неговиот син е посоветуван да не биде тврдогов и да побара помош од медицински лица за грижење за него и неговата сопруга во старечки дом, на што тој ја пролонгира посетата пред да ја изгуби и таа можност и стане предоцна за реагирање. Дарио Ардженто се има нафатено на улогата во филмот под услов неговиот лик да има љубовничка, берете му памет зошто, на што Ноe се разбира дека прифат, затоа што на неговиот идол сака да му удоволува, само да се согласи на насечката улога, а неговата улога ја одигрува со потребната грижливост и емпатија и покрај неговите сласни походи надвор од бракот, тој не се откажува од неговата сопруга. Како Дарио владее француски без разлика на нагласокот, а се мачи со англискиот, ќе им биде неодгатната мистерија. Синот се разбира дека стравува дека предочена му е верзијата на себе си во која не сака да се преобрази со тек на време и се обидува да му ги даде добронамерените совети за да му го олесни животот на Луи, но лесно е да се говори во туѓо име кога сопствениот дом е во пламен, односно вовлечен е во светот на зависноста од наркотиците и во дисбаланси неговата семејна заедница. Како ќе помогне на друг кога не може да си помогне на себе си? Контрапункт на Луи е Ел, глумено од Франсуаз Лебрун, на која предпоставам дека ќе се присетите од улогата на незината младост во The Mother and the Whore, поголема тежина на изведбата паѓа на незиниот грб, затоа што таа мора да изгради сет на маниризам и гестикулации и начин на говор со кој ќе му алудира на гледачот дека е жртва на деменција, убедливо доловувајќи ја оваа напорна улога со постојано одсутен поглед и мисловна расеаност, губиток на спомени и страв дека не се наоѓа во својот дом, во кој смета дека е заробена и сака да си оди дома, не баре животно во кафе с кое го темне невидливиот снимател. Расчистувајќи му го работното биро на Луи, ќе му ги фрли во шоја белешките, што ќе го револтира, но немоќе не да стори нешто против тоа, затоа што знае дека неразумното однесување не е намерно, или можеби подсвеста која има превласт врз моториката се реваншира.
Но е милува да напише микросценарио, во овој случај третман од 10 страници, кој актерите го импровизираат во двочасовен филм, што му дава уникатен белег во фриволната соработка помеѓу режисерот и актерите во заемно обликување на творбата на лице место, а не по строги дирекции на комплетниот автор за полоцна да окапе со месеци со техничката екипа од постпродукција за да ја склопи саканата целина. Нема интенција ретроактивно да романтизира спомени, напротив, голем дел од нив веќе се избришани. Проектирањето на филмот во киносала е сон, своевидно раскажување на соништата, затоа што се затемнува светлото и ние започнуваме да сонуваме, гледајќи го проектираниот филм, што е констатација која ја изустува Дарио, која му ја дава Ное во форма на реплика, поетична размисла со која комплетно се согласувам затоа што се поистоветува со моите погледи на филмот како едно подсвесно заумно патешествие, а во случајот на Луи тоа е воден од поемата на Едгар Алан По за сонот во сонот. Знаете дека Гаспар Ноe започна да го работи проектот по здобиениот излив на мозок, кој што можеше да му го одземе животот. Штом заздраве, престана да пие и започна да го снима филмот, кој покрива една тематска одредница која му беше многу блиска и на Михаел Ханеке во неговиот Амор, кај што и тој ги истражуваше љубовните димензии и истрајност на парот на пензионери. Не е вообичаен пастиш во прашање, туку и мајката на Ноe исто така се борела со деменција, така што на лично рамниште е запознаен со измачувањата кои ги предизвикува оваа детериација на личноста и спомените. Тоа не значи дека Ноe комплетно се откажува од неговите епилептични трепкачи, колоритни ерупции, интензивни халуцинации, не станува сенилен, не грижете се. Впрочем, колекцијата на книги и видеокасети, налик таа од изборот на неговите идоли во Климакс, има и во домот на парот во Вортекс, со оглед на тоа што Арџенто има богата филмска кариера за себе како џијало гигант, па затоа претпоставам дека голема чест му е на Ноe, што го стави во една ваква ранлива позиција пред камера, да види како е тој да ги измачува и убива неговите старлети. Дреер се реферира со прикажување на култната сцена во Ковчег од неговиот филм, како некаква алузија дека Вортекс е погребален филм во заседа. Одлична иницијална каписла за истрајноста на љубовта представува преносот на радиоемисијата во која се дебатира токму таа теориска подлога за заљубувањето, која што во практика ќе биде доловена во филмот кој следи. Долгогодишниот колаборатор на Ноe, снимателот Деби Бенуа, со кој Ноe соработува уште од Irreversible, кој го има снимено и филмот на Арџенто, џијалот од The Card Player, веќе многу добро знае што сака да постигне Ноe со левитирачката камера, која штом се залепи до ликовите, не ги остава на мир, ги демне во секој чекор, им ги краде воздишките, непосредно ги документира при секоја одлука, и во двата случаи не баре лови Fly on the Wall филм, меѓутоа овој пат го поштедува гледачот од епилептичен напад и интензивирано светло или пак шокантни призори, туку го документира распадот на свеста, дезинтеграцијата на разумот на интимистичко рамниште. Продолжува да го истражува медиум форматот скоро 1:1, кој го негуваше во поделениот екран на Лукса Етерна, но во сосема поразлична намена, да го долови раздвојувањето, не само да паралелизира со визуелниот дуализам. Монтажерот кој асистираше на Enter the Void, Денис Бедлоу, денес не заборави да стави трепкање помеѓу кадрите, во кои камерата ги следи ликовите низ домовите и на улица, изнуден рез кој треба да е симулакрум на трепкањето на око, својстен за филмскиот арсенал на Ноe. Измачувањето доаѓа во севкупното екстензивирано време траење од речиси 2,5 часовното дејствие, кое возможува предолг престој во домот на брачниот пар, но со оглед на тоа што имаме поделен екран, секогаш кога некоја перспектива ќе ви стане непечатлива, може да се фокусирате на другото течение на дејствието, не баре гледате два филма во еден. Но не ни милува да употребува скор, кога има богат саундтрак, како што беше случајот со Климакс, но во Вортекс оди во друга екстрема. Нема наменски компонирана музика. Има една воведна носталгична шансона по која слушаме само диегетска музика која е избрана да се емитува од радио или од ТВ, за да бидеме изложени и препуштени на заемниот однос на Ел и Луи, без аудитивни напади кои би биле излишни за филмот ваков калибар, барем за Гаспар, не дозволувајќи звучна манипулација на емоциите на гледачот, соголувајќи го делото исклучиво да се потпира на актерскиот перформанс за доловување на емоционалните состојби, што е ризична одлука.
Режисерот Гаспар Ное е еден од највлијателните модерни француски режисери, кој ја започна кариерата во раните 90-ти како предвесник на новиот француски екстремизам и наследник на Синема Дулюк, издвојувајќи се со екстремните екзистенционалистички кратки филмови Карне и Содомиц, пред да го сними долгиот I Stand Alone во 1998 година за револтираниот касап на окружувањето, кој на недоветен начин ќе се обиде да стапи облизок однос со неговата ќерка. Во 2002 година го сними одличниот Irreversible, кој е прекрасен премотан филм наопаку, кој ќе биде асоциран со сцената во која е силувана Моника Белучи на улица, доловено во непрекинат кадар. Во 2000-тите снима уште и впечатливи реклами и музички видеоспотови, на кои го остава својот визуелен печат пред да го реализира Enter the Void во 2009 година, во кој откако ќе биде убиен еден дилер на дрога во тоалет, камерата ја презема улогата на неговата душа и го надлетува градот во обид да си најде својата реинкарнација. Во 2015 година го гледав љубовниот триаголник на еротскиот лав во киносала и за тие 2 часа се чудев зошто требаше да биде овој филм во 3D, по кој го сними Climax и Lux Aeterna, за кои може да погледнете засебни рецензии во видеологија. Смел филмски кршач на правила, кој не се плаши да ги визуализира неговите кошмари во полн колорит, да го провоцира гледачот со тоа што ќе му го даде вниманието и му го згмечи срцето на еден или друг начин. Убеден сум дека најголем непријател на филмот е неговото време траење, со оглед на тоа што сме препуштени исклучиво на доживувањата на два лика и верувам дека ќе бидат разочарани дел од љубителите на естетиката на Ноe, кои сакаат да ги добијат неговите визуелни екстреми, наместо сплитскрин техниката на Де Палма, која е интензивирана и пренаменета. Филмот ја имаше својата премиера на минатогодишното издание на Канскиот филмски фестивал, а потоа играше во Локарно, New Horizons, Карлови Вари, Ерусалим, Сан Себастијан, Њујорк, Хамбург, Бусан, Бионфест, Гент, Солун, Ротердам, Гетеборг, правејќи една долгорочна турнеја низ светот, затоа што самата помисла дека Ноe има нов филм, сите фестивалски селектори сакаат да им ја понудат можноста на посетителите на фестивалите да уживаат во неговиот филм на големо платно, како што треба да се искуси ова доживување. Vortex е сентиментален филм, како што не би очекувале од Гаспар Ноe, но токму од тоа лежи неговата големина. Не мора да употреби аудиовизуелен атак за да допре до аудиториумот, не мора, но сака, а што се сака не е тешко. Љубителите на неговиот филмски ракурс се свесни за неговите способности, затоа што и со безпрекорна пензионерска мелодрама, компетентниот режисер може да го зграбчи сачие гледачко срце и да го увие со нежност. Ако морам да го еволуирам, тогаш Vortex од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 234-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте во видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!